Добро бе, батка, сега навикна да видиме дека имаш лаптоп, што е работа? Јас кога нося лаптоп со 78 година кога ми изјава за турската, само тесни ми беа, лаптоп се. Тоа е устоп бе пати. Ја ви кажам бе, бере политика не ме интересира. Ако правиме партија да има врска бар нешто со демократија? Добро бе, нормално е да има демократија, што кој ти рекол дека ќе нема демократија? Ево ти прост пример за човек што нема чувство за моментот, а и ти си таков. Сега е прав момент да се отворе, да формираме нова партија, бе, батка. Ле, не ми се верува. Ти си забегал, бе, батка. Добре, ти гледаш и надвор што се дешава. И што се дешава, врне тоа што се дешава? Батка, не ме дупи. Гледаш луѓе, све е ispolitizirano, бе, се е вака, бе, политика е курва, бе, не се заебај. Слушај, само реченици, фрази ќе кажем, политика е курва. Ти знаеш ли колку курви после домачинки стана? Најголемите курви домачинки станале и фамилија закучили се. Сега е прав момент да се направи и се е готово и остало ти межи си, ти пиши, јас сум спремен, се сум направил и програма и се, на крајот се подпишеме и готово. Како бе, батка, партија? Како мислиш? Море, му зимаме 100.000 души на едните. Му зимаме 100.000 души на другите. Тоа се 200.000, така? И 200.000 сами ќе дојдат. 400.000. И ни троицата, тоа ти се 403.000 гласови. И плюс коалиција, што ќе направиме коалиција? Каква коалиција, бе? Што е тоа коалиција, бе? Коалиција е вештина да ја носиш десната кодура на лева нога и левата кодура на десна нога, а при тоа да не донесеш, да не добиеш жулеви? Тоа знаеш што е? Шамата, преправање. Нема кај нас коалиција, батка. Партија правиме, одиме по жарот ако треба и готово. Без кодури, без кодури. Без кодури, бос. Е, тоа е. И башка уште 100.000, 200.000 што има неопределени, има некои неосвестени со свестот до тоги, ме разбира, некој може, ти има луѓе боре пост 30 години од кома се будат, а не па вие што се неопределени за вие 15 години определени, че се определени. Ама за така ти кој што викаш треба да си има програма, не може сака. А во што е ми? Ајде да Па видам. седи и пиши сега. Па тоа не ми трубите тука, да, демократија ми збориш ти ово, дај да видам ја. Ајде, нашата партија ќе се залага да изградиме многу планини, реки и езера, као прво. После тоа, по реките ќе тече мед и млеко. Значи имаме градежна програма, така? Абе, моля, ај може ли да не коментирате, пиши се. Па ти знаеш што значи тоа, бе, народ има кратко памтење, бе, му викаш, не се секи ир, че тече мед и млеко, он ти верува и гласа за тебе. И знаеш што правиме? Добиваме на избори и правиме брана. Млекото истечуе, разбираш, пошто млекото сега го фрлат, виж. Останува медот го пакуваме, го извезуеме, правиме извозен бум. Абе, пиши само и уживе, ајде. После имаш вака. Значи, што се однесува до верска толеранција, ќе направиме, види, нема више што да се трошат пари, да се прават башка цркви, башка џамии. Нема, тук ќе направиме една мала интеграција, разбираш, заеднички објект. Еден ден џамија, еден ден црква, горе сам се менја вака. Што се смееш? Море, ако треба ќе направиме и дневно да се пола ден црква, пола или на саат, еден саат џамија, еден саат, зошто се трошат без веза пари? А тие пари што ќе останат, ни се ги поделиме. Ајде, бркате од А парите ќе ги делиме, пата ќе ги делиме, ние тројцата. Абе, сега ли ќе правиме моја без за тоа? Сакам чисти сметки, Абе, чисти сметки, уживај, бе, се е напишано тука на крајот е финансиски оддел. Добро, ја дека сакам со време да се знаат отосите, да не... Слушај, најбитно е да направиме експертски тим што уште сега ќе почне да прави дупки у законот, ме разбираш? И ќе направи такви дупки у законот и има да го избушиме законот толку да нафта ќе најдеме. И нафта не добили виж после кој може да те собереме. Ние сме главно цел свет. Значи ќе има пари од бет, од дафта и од ова Ти пиши само ставај белешки таму. Сега тука за сточарството имаме вакво посебно поглавие, тоа сакам убаво да го обележиме, оти тука ќе мора народ убаво да не сване. Нема да се залагаме за развој на сточарство. Зашто, бе?
тебе басеме толку стока има, уште ли стока ќе правиме. Нити сточарство, овчарство не живеме на толку овци, ни овчарство ќе развиеме. Тоа завршите. Само ќе предложиме закон за да бидат уништени сите кози до една. Тоа ќе биде еден континуитет од времето од Лазо. Сега вас каја демоде ми изгледа, бе, гледа вака. Не демоде, ја не знам, и шо? Чуте црпката малку шо. Сега види. Со тие закон, јас сум напишал, со овој закон индиректно ќе се подобрат меѓучовечките односи меѓу луѓето. Затоа што повеќе нема да постои желбата да му совисе на комшијата коазна. Кој нема да веруе на ваква програма? Сите гласат за нас, јас ти кажувам. И сега што е најбитно? Да, името. Добро, името треба да си произлезе од програмата, мислам. Нема да ми кажеш само дека името си го измислил. Не, што ќе чекам некој друг да ми го каже. Слушај, Демократска универзална партија и македонско единство. Многу дугачко име ове батка. Зашто дугачко, бе, па и да другите партии се дугачки имињата, па кој ќе го скрати што убаво ќе дојде? Па еве Демократска универзална партија има и скратеници, бе, како што со овие СДС. Прочите му скратеница. Скратеница Демократска универзална партија и македонско единство, скратеница ќе биде ДУПИ-Б. Гледай што убаво звучи, ДУПИ-Б. Убаво е, ДУПИ-Б. Убаво звучи. Башка ви види, убаво звучи, лесно се изговара, па и лесно се памти, и брзо се употребува многу ова. Дупи ме. Батка, да не сватат погрешно. Батка, јас сум направил стратегија, бе. Ти замисли на митингот. Ги пуштаме прво жените напред. Се пъне пола площад и повише, ме разбираш? И почнуваат да скандират дупи ме, и ни му влеме од позади. Ме разбираш? И цело тоа дупи ме. Абе, вие партиите денеска не знаат што сака народот, бе. Народ сака да го задоволиш, бе. Разбираш? Ја да пробаме, викај, ај. Дупи ме. Не ли ти е убаво? Дупи ме. Би се прави кеф, бе, која ДУПИ-Б. А која ДУПИ-Б, не би се прави кеф. K15!